Добро утро и од мене во Утрински печат. Денеска имаме гостин кој што е маш на годината за 2018 година. Држал над 400 детски срца во своите раце, оперирал, спасувал животи. Од кардиологија детска помина во Филип II, сега е во Аџибадем Систина. Утрово наш и ваш гостин е доктор Владимир Чадиковски, единствениот лиценциран детски кардиолог во држава. Кардиохирург, да. Кардиохирург. Добро утро, докторе. Добро утро. Во најавата кажав дека оперирате, работите со едни од најмладите и најспецифични пациенти во државава. Единствен сте лиценциран кардиохирург. Можете ли да ни кажете како се одвива еден ваш ден, бидејќи и доцневте на емисијава токму поради тоа што имаше премногу прегледи? Да, повеќе, мислам дека имавме претходно кога беше, мислам повеќе од 1500 деца се веќе оперирани. Ого, тоа се веќе 5 години од последен пат кога си имаме короната, мене ми е преспиена буквално 3 години. Да, повеќе од 1500 деца се веќе оперирани од срцеви мани. Како изгледа денот. Денеска, јас извинувам што каснам, ама беше навистина тешко да се организираме малку. Утрински состанок, се прави програмот, у моментот одделот е навистина полн со деца, оперирани. Баш имав сега предавање, дури сам онака во неколку наврати имам кажано, правиме 10 годишнина од кога започна проектот за детска кардиохирургија уште на клиника. Јас сум веќе 4 години во Аџибаден, значи ми е многу драго дека првпат успеавме да направиме еден GCI акредитиран систем. Системски, уствари, тоа што го бркавме во сите години, успеавме да го заокружиме. Јас стално викам у неколку наврати дека ние сега овде го имаме во интервју, има некој ќе гледа тие деца. И јас сум навистина горд на тимот кој што се направи сите овие години, бидејќи голем број на луѓе продефилираа низ овој проект на времето. Тимот е сега релативно голем, сега дополнителни вработувања, имаме распишано. Процесот на едукација е повторно, значи бидејќи имаме базата сега и да вработиш човек, сигурно треба една година дена минимум да го обучиш за оваа област, дали се работи за доктор, за сестра, не се едно е. И навистина државата треба, јас стално викам бидејќи ние сме фондовски одел, значи пациентите не плаќаат ништо. Да, тоа ми беше следното прашање. Колку веројатно се раѓаат деца со срцеви мани, има деца кои што во текот на животот стекнуваат некакви проблеми. Колку чини, мислам веќе дадовте одговор на прашањето дека фондот покрива... Идентично е како на клиника што беше, значи фамилиите не плаќаат ништо освен стандардно, мислам не ни плаќаат ни партиципација која е под година дена. Значи сите можни снимања, сите можни испитувања, операции, постоперативно без разлика дали тоа дете лежи 15 дена или лежи цела година, фондовски е тоа све покриено, определено како што е стандардно со DRG систем. Знаете, многу пак ви кажам за овие 10 години многу работи помина, ги видов сите можни недостатоци. Па да, од јавно во приватно здравство. Па не само од тој аспект, мислам навистина е и тоа е турбулентно. Значи, ипак долго време работев на клиника и едноставно кога ќе скочите, не е тоа едноставно. Од личен аспект зборам, емотивен и како да го крстите. Но од друга страна, добивате еден систем кој што ви го леснува животот многу. Во однос на сите тие работи, најголем бенефит од цело ова, можам да кажам, го добиваат децата. Зошто бидејќи, јас стално викам, најбитно е кога ќе дое родителот да види систем. Не само мене да ме види како доктор, дали има довер во мене или нема довер во мене како хирург, тука едноставно кога ќе дојдат и кога ќе видат системот дека они детето го даваат и гледаат дека тоа све функционира, едноставно полесно го даваат своето дете да можете да го третирате и да го лечите со него. Така да мислам дека тоа е еден баш онака една вин-вин комбинација која што треба да дојдете да видите едноставно како изгледа тоа све. Добро, следното интервју ќе го правиме. Да видите како видите како изгледа тоа све и како е тоа све средено, сега дури се изголема оделот бидејќи ние не ги згрижуваме само децата со срцеви мани, ние ги згрижуваме начално бидејќи кога имате детска кардио, тимот е обучен за сите типови на тешки состојби кај децата. Значи ние имаме деца со ковид, имавме кои што бара ЕКМО,
имаше деца со леукемии кои што бара ЕКМО, значи призми, значи хемофилтрации, секаков тип на најтешки состојби кои морате да ги решите. Така да, затоа кажам дека е бенефит за целата држава, бидејќи имаме ваков одел во моментов. Може ли да ни одвоите некој тежок случај кој што има позитивен исход на крајот? Знаете како, многу Не, сепак интересно е... работите со пациенти кои што се сите, мислам, во некоја состојба на некој начин животна загрозувачка. Од сите тие, некои кои што не сте се надевале дека ќе излезе така позитивно брзо опоравување или... Па не, знаете како е, целата работа интересна е, недостатокот и успехот, тоа е контрадикторно, малку е, го гледате спрема морталитетот. Значи, вие сте успешен и квалитетен во однос на тоа колку оваа година сте успеале да спасите, колку деца сте изгубиле. Значи, ние да речеме оваа година, до сега од огромниот број на операции што ги направивме, имаме само еден смртен случај, кој што беше дете со многу тешка состојба, со синдроми и така натака. Но не значи дека до крај на годината нема да ве стигнат тие 5%. Значи, вие едноставно од 5 до 7% не можете да искочите победник. Што и да направите... за статистика светска и европска? Светска статистика. Значи, во зависност, знаете каде е проблемот? Проблемот е што кога си единствен центар, има еден проблем каде што вие да видите, например, ние имаме сега веќе направено некаква листа на случаи кои што едноставно можете да ги оперирате, не морате одма да ги оперирате. Бидејќи што се случува во моментот? Во моментот вие ќе имате пример 7 деца, и однеш ќе ви се јават, се родиле 2-3 деца, автоматски се пополнуваат останатите кревети, значи све што е неонатус, значи што е новородено до 2 кг, 3 кг, едноставно смртноста е секогаш поголема. И вие еднаш ќе се најдете во одел кај што имате 15 бебиња. Сите се по 2-3 кг и они едноставно многу полека иде излегувањето. Значи они да немаат срцева мана кој ќе се роди со 2 кг. Значи едноставно немаме капацитет, сакате да кажете во моментот или не се работи за капацитет кој едноставно човечки фактор кој што може да го пополни тоа, да го реши. Не се работи за тоа. Значи ние можеме да формираме. Поентата е дека едноставно за да имате квалитет вие не можете 50 деца да имате. Така. Значи тоа не е само за кардиохирургија, вие можете да имате 20 доктори. Едноставно гледате да направите баланс. Тоа го прави шефот начално одел кој прави баланс дали чекате некој дечиња да излезе да можете повеќе да им се посветите дека се потешки за да може да влезе со полесни дијагнози. Значи тоа е еден мобилен процес, али принципот на тоа да ви кажам некаков случај претежно толку е тоа секојдневно да навистина не можам да издвојам. Јас секој дете што ќе излезе бидејќи јас стално на родителите им го кажувам и тоа, секоја срцева мана и операција на срце кој води на бајпас, сме имале најтешки случаи, сме проаѓале полесно, сме имале полесни случаи, сме проаѓале потешко. Вие едноставно секоја операција на срце имате момент кога срцето нема да чука. Значи кога ќе оставите на бајпас и кога ќе треба да го работите, она не работи. И вие треба да го отворите како книга, да го реконструирате, да го затворите, да почне да чука и детето си оди дома. У таа цела фаза може се да се случи. Така да затоа стално викам јас никогаш не гледаме унапред, гледаме секојаш ден за ден. Прво пред операција, како помина операцијата, прв ден после операција, втор ден после операција. Бидејќи сите можни компликации за сите овие години сме ги виделе. Така да онака стално сме угрч, никогаш не сте лабав. Да кажеме, све супер, завршува, тука едноставно знае преку ноќ да се смени состојбата. Можете ли да ни кажете кој е најмалиот пациент кој што го имате оперирано? Пак ќе кажам, сите се они новородени. Така, во денови, во денови се е староста. Да, тежината како тежина има повеќе принципи, има дијагнози, например, кои што едноставно ако ги оперирате на 1,5 кг, смртноста е многу висока. Бидејќи вие детето го носите хипотермија, системот на грејење на самото бебе е толку мало и тоа што не е развиено. Значи, вие едноставно може да го изгубите од други причини. А операцијата да не е тешка. Значи, некој се случува со одреден број на лекови да ние ги држиме, да они малку порасна, да добијат некоја телесна тежина, да можете да го оперирате каде што ризикот и морталитетот ќе се намали. Значи, пак, затоа го потенцирам ова. Ние сме имале деца и бебиња од 1,5 кг, али пак не кореспондира секогаш тежината со проблемот што го имате. Ме разбирате? Значи, има дечиња кои што се по една година стари тежат 5 кг. Него носат такви состојби сме имале. Значи едноставно не се развиваат и кога ќе дојдат со срцева мана, вие го оперирате, он има година дена, а има тежина од 4-5 кг. Едноставно
Затоа ви кажувам, секое дете е своја приказна која се работи за оператива. Има ли доктор Чадиковски наследник во моментов? Да, имам специјализант кој што е со мене и се надевам дека ќе биде подобар од мене. Добро, и Одличен. тоа е целта да ученикот секогаш го надмине професор, Така, нели? значи тоа е идејата. Јас стално кажувам, ништо не сме направиле ако он не е подобар од мене. Мислам дека он ќе го има правиот процес, бидејќи сега предавањето што ги имам не прифатија во Вашингтон на Светскиот конгрес, па таму сега нешто август ќе го предавам. На вистина, јас стално викам, мојава кариера вака или онака ќе заврши. Мислам, начинот на кој што јас сум едуциран, дали е Има добар уште или лош. долги години да Па оперирате, добро, така се да... има, не е дека е многу, али по принцип, значи не сум во не сум не сум млад веќе, да можам да кажам. Али дали мојата едукација била добра или лоша, дали била правилна или неправилна, не можам да кажам, али дека тоа сум најгорд бидејќи успеавме да го ставиме на хартија како треба да изгледа. Бидејќи кога почнувате од почеток е секогаш тешко. Мислам, навистина ова е по мене, јас бидејќи... Добро, вие бевте и основоположник на детската кардиохирургија, така да... Па да, ја буквално на детска од хирургија тоа што е нула останато од штрафче имав донесено. Там сам толку многу донации беа за да се овозможи тоа. Тоа и го презентиравме во тоа предавање, го имам напоменато да ние пред да почнеме, јас една година изгубив само во реновирање. Во донации, собирај. Да можеме да направиме интензивна нега, да можеме да направиме услови. Што се случи сега со тие простории таму? Не знам да ви кажам. Јас од 2019 не сум бил на детска хирургија, искрено. Треба да отидам да видам, ама не сум бил. Иначе, по принцип, поставивме на вистина едно... Многу се вложи таму. И во опрема, Да, па имаше и во апарати, и во опрема, и во... луѓе, мислам, мада многу. дел од луѓето кои што ги имавте во тимот заминаа со вас тој период. Па да, знаете, кој ќе се каже, за мина, јас стално викам, кој се напоменува тоа, тимот кој што беше опфатен во тој проект, броеше повеќе од 50 луѓе, ние набинавме петорица. Добро, ама челното... 45 останаа. Така Челото замина, оние основоположниците на тоа таму, така али да... по принцип не заминаа сите, мислам тоа сега да кажам. Али пак ќе кажам, од оваа дистанца кога гледам, не знам дали повторно би влегол премногу напор, премногу проблеми. И пак ви кажам, треба да го слушате предавањето, да ви го презентирам, кое трае 20 на минути. Во Истанбул сега го отвара в Конгресот со тоа предавање. И дури сам кога го предав, сикам зар можево да сум го правил све. И многу напор. Мислам, навистина е многу тешко да направите систем во систем. Значи, едноставно, главен проблем на клиника беше, и е, се уште сметам, кога имате огромен проект, е павилионскиот тип на клиниката. Значи, не на место ви е хирургија, не на место ви е рентген, на друго место ви... Така е, и вие се шетаат сега, на место да. по ходници, И се сега, шетаат по дождови. Вие ова дете не смете да го погледнете, а не да го движите. Ја да Изнесете треба да му надвор. направам компјутер, ја треба сега цела екипа да го носи надвор. Надвор врне, па треба несете на рентген, па го носите на рентген, го сликаат на рентген, па го враќате назад. Па не чини снимката, па треба пак да се вратите. Катетеризациите се на кардиологија. Хирургија, кардиологија 200 метра. 200 метри. Педиатрија, значи само да ви кажам, тој педиатрија беше на 100 метра. Значи целиот тој павилионски тип е страшно комплексен кога имате системски проект, каде што треба све да мине на место. Значи буквално сакате ова тука, сакате ова тука, сакате ова тука. И тоа затоа го потенцирав. Ја на почетокот главните проблеми што ги имавме ние беа, ја од оваа дистанца сега ги разбирам и фамилиите. На почетокот кога бидејќи со години се одеше за Бугарија. Да, тоа беше тренд. И се одеше за Бугарија, едноставно од оваа дистанца сега, нормално тие први години, едноставно луѓето вика чекате, сакаме во Бугарија, не ме тука. Да, недоверба имаше, не се знаеше кој е Чадиковски тогаш, да. Да, не само јас, туку го гледаат системот. Пак ви кажам, не е само јас, јас стално викам тој триаголник меѓу родителите и вас, ако не постои, никош нема добри резултати. Ако нема доверба, нема резултат, нема успех. Додека бевте на клиника, мислам, вие сте урбан лик, ве познава малтене цело Скопје. Додека бевте на клиника, бевте некако позастапен во јавниот живот.
Откако сте во Систина, па и претходно во Жан Митрев, некако тој јавен живот се посветивте максимално на лекарската професија. Излегува дека на клиника помалку се работеше, имаше повеќе слободно време или каде е компарацијата што ја направив? Па не, добро, ја Жан Митрев бев многу кратко, само 4 месеци, али по принцип... Тоа беше првиот одскок некако во јавноста, дека се заменувате од јавно во приватно здравство. Да, точно, али има, зашто беше моето појавување, тоа што ви го напоменав на почеток. Појавувањето, сите мои појавувања беа барав пари. Аха, имавте значи друга мисија. Да, имав мисија, бидејќи вие доаѓате у сала и ви кажуваат, доаѓаат вако, викат температурата е многу висока. Треба да се најде да се олади просторијата, салата на 18 степени, кардиохирургија не се оперира на 25 степени. И вие губите 15 дена, месец дена со барање донации, бидејќи тоа е најбрзиот начин. Сите други опции беа тендери, 3 месеци, 6 месеци, поништен тендер, не поништен тендер, ваков тендер, па пониска понуда, по... И ние сум модел, јас се сеќам уште со Симоне Филипини која беше тука, па сме се сликале на кошаркарски за 100 евра за да ставиме копчиња на вратите, за да се затвараат автоматски. Некој имаше до тој степен вика значи, се умори. Освен докторска имавте и манекенска кариера во превод, мислам. Па не е баш манекенска. Да ви кажам, дај Боже да беа манекени вака успешни за собирање пари, може ќе беше друго, али по принцип овде беше повеќе јас што викам, треба да се избрише ентузијастот, речникот македонски, тоа е најтешкиот збор што постои, бидејќи, верувајте, нема потешко во држава како што е нашава да барате средства, дека средствата ќе бидат искористени соодветно, некој што ги донира, дека нема тие да отидат на некое друго место, туку тие ќе бидат навистина вложени во тоа што вие сте го замислиле. Не знаете колку беше тешко, например, Ministry of Defense на Америка, ја имам еден куп слики, они ги донира најголемите средства тогаш, ние цела детска хирургија се сруши, комплетно, со се врати, ѕидови, тавани, сали, со све. Се правеа, тоа траеше со месеци, опреми, значи буквално, ја не знам колку траеше тоа свет, едноставно треба да се појавиш, барај. Треба да стекнат, искачаш на телевизија, од првите кои беа трансплантациите беше бараме да се опреми. Кога беа детска кардиохирургија, кога почна, искачаш да ги убедиш луѓето дека тоа што го правиме да им помогнеме на децата, не да им направиме лошо на децата. И едноставно кога ќе влезете веќе сега во систем, си ја бркаш работата, ја немам, освен тоа што нешто ми е пасија, искачање веќе немам некакви немам такви потреби веќе за да го правам тоа, немам потреба да се докажам веќе, ви кажа, во години сум каде што веќе тоа е тоа. Ке помислат луѓето дека сте пред пензија, далеку сте од пензија, така да не бевте доктор, ке бевте гитарист. Во едно претходно интервју разговаравме за таа ваша втора љубов, да ја наречам, слушањето музика, гитарата. Не знам, од пред известно време сте и моторџија. Така да луѓето почнаа да ве препознаваат по градот и по нешто сосема друго. Да, страшна пасија ми стана, да, пасија неверојатна, мислам, јас не верував, тоа ми е сега онака баш... Издувен вентил или потреба? Да. Па издувен пасија, можам да кажам. Не се само моторите, но и возила, се и коли. Идејата да ги кастомизираш, да ги правиш возилата и моторите ми е посебна пасија и тоа ми е баш онака преокупација, можам да кажам, веќе станата. Секој слободно време кога имам, освен со малиот, со синот, веам да го поминам со коли, со мотори, онака баш ми е задоволство. Со моторите веќе сум 5-6 години, онака, ама длабоко навлезен. Така, со долги тури. Имам повеќе олтајмери и така, но баш ги сакам, мислам, уживам у тоа да го правиш, да го склапаш, да... И баш мислам дека ќе задржам таа пасија, бидејќи гледам се посилна и посилна е. И така, мислам. Станувате колекционер на олтајмери или Па едноставно да, можам да кажам више дека сум колекционер, да. Колку има во моментов на број? Па повеќе се. Колку повеќе? Повеќе и 1 и 10 и 100. Па не знам, повеќе мотори се, 5 мотори се, возила се исто 5, така да има. Полека, ама идејата ви кажувам е, правењето е повеќе него
него, мислам навистина се ретки Правењето возилата и- зборуваме за сервисирање класично или Не, за да нарачка речеме- на делови, да речеме- за да може да се склопи? Па не, да речеме имате мотор CB 750 Honda 76-та, имате BMW R60 76-та, имате Ducati 748 2000-та, значи имате Mercedes SLC 76-та, имате, значи сакам да ви кажам, олтаймери кои што се треба да ги правите. Не е само мотор да се поправи, туку интериери, екстериери. Да, естетски, да изгледа естетски онака или како што- возење нормално. Мислам, тоа е посебен филинг е. Сакам да кажам такви работи се повеќе упрашања. Ајде да се договараме еве јавно следното интервју да го правиме таму кај што се старите олтаймери и мотори и да го Ајде. видиме во една сосема друга Да, тоа е функција. навистина е. Ја уживам бидејќи у Скопје на пример не ни знаев, има навистина еден куп луѓе љубители на тоа и ја им се воодушевувам. Не знаете какви колекционери има низ Скопје. Знам. Да, може знаете, не знам да, може знаете. И на мотори, на коли, повише се на Повеќе коли, се на на коли, коли на него на мотори мотори, нема али многу. навистина прекрасни возила имаат и Ги носите по изложби? Или исклучиво за Па своји не, потреби? не за своje, уште немам, иако бараат, се јавуваат да ги изложиме, да направиме, али ја повеќе ви кажав и повеќе уживањето, се собираме другари, некад возиме и така. И моторите се, олтаймерите не се возила, не се мотори кои што вие можете ги возите сега низ Европа. Значи тоа се стари машини кои што можете едноставно да ве остаат. Низ Скопје и низ Македонија евентуално, така. пошто е толку голема да Иначе можеме стално да- мора да имате едно ново возило, иначе само со стари не можете, бидејќи е проблематично. Имате посебно место кај што се сместени возилава или Па да, нешто од зграда, нешто кај моите, нешто на така навака, уште не е нака едно место. А тоа ми е некако животен сон, не сакам да имам така едно место каде што сите би били изложени и каде што може да сите ги гледаат. Тоа ми е нешто план. Чадиковски приватно, го спомнавте синот, сопругата, како го поминува слободното време и што после макотрпни операции, колку операции има во текот на денот? Па наистина многу е, некој мора да пати при казната, не може, нема, као само на филмови има таква хепи стори, дека нема- сите се нема. радосни. Значи некој мора и фамилијата пати најмногу, мислам тука нема дилема, бидејќи работата е таква со сати. Значи едноставно и после операција мора вие да останете подолго време и гледате секој слободно време. Едноставно тоа што е останато да затоа и се поретки излегувањата и она не е од аспект дека некој нешто брани, тука едноставно уморен сте. Едноставно немате сила и гледате да секој слободно време да го поминете со нив, така да тоа е онака големата слика на ова. На лиценцираниот кардиохирург. Да. Порака една до родителите. Има термини за операции, треба да бидат малку стрпливи додека трае чекањето. Колку време се чека? Па кај нас, ја можам да ви кажам дека не постои, листа постои, но таа листа се темели на итност. Значи нема врски, нема потреба. Тоа дете што си заслужува да биде наред, и кој што Така. бидејќи има состојби кои што едноставно, јас што викам наводници, се пазарите со време. Значи има одредени болести и единствени мани кои што се оперираат, идеално време за оперирање меѓу 4 и 6 месеци. Има некои се оперираат на 3 месеци, некои се оперираат на година дена, некои може ги следите, па покасно да ги оперирате. Значи, сега има релативно поголема листа, некои 30 на деца кои што ви кажав, како е итноста, така се носат, Така се бидејќи помишта. проблемот е што и нон-стоп се раѓаат. Значи не е само, например, вие седнете ги исчистите, туку едноставно па ги правите во однос на тежината. Што можам да пренесам? Јас стално викам, ние можеме само една, иако ќе седнат у канцеларија, бидејќи поминале се јадници, родители и деца, ја викам стално една работа можам да ви гарантираме, тоа дека сега направиме да ви го спасиме вашето дете. Јас и мојов тим. И тоа е единствената гаранција што ја давам. Мислам буквално дека секое дете си заслужува живот и сме навистина многу среќни, бидејќи кога ќе се случи да некој дете изгубиме, верувајте, цел тим е деморализиран, буквално е демотивиран. Паѓате, поготово кога нешто 2-3 месеца се борите да го спасите. И нареден ден не оперираме. Едноставно откажуваме операција бидејќи ни треба да се Време. вратиме назад, ама после ќе излезат деца и гледате стрекни фамилии, гледате деца здрави, едноставно тоа ве враќа. Иначе навистина е многу тешко
таква е гранката и таква е професијата каде што ви мора да имате смртност. Едноставно не можете сите да ги спасите. Па после очекувате можни проблеми. Па само да ви кажам, обратно пропорционално е колку бројот се зголемува на операции, колку повеќе деца се оперирани, 20 до 30% од децата бараат реоперации, од тие веќе што сте ги оперирале. Други се раѓаат. Зошто бидејќи главен проблем кај децата е што они растат. Значи, вие не можете кога е возрастен да ставите валвула, клапа на срцето, одредени димензии, он до крај на живот да ја носи. Вие морате, ако ставите 14-ка, пример, одредена, он го нараснува за 5, премо ставите 20-ка. Дека не може веќе да издржи. И тие се фондовски операции, тоа се покрива фондот. Да, само да ви кажам дека тоа све си влече едно со друго. Значи не можете, значи мора да го промените, па мора повторна операција. Едноставно е таква патологијата. Така. Али е, пак ви кажам, благодарна е бидејќи навистина голем број на децата се сме спасиле и многу сме стрикни за тоа. Драги гледачи, ова беше доктор Владимир Чадиковски за утрински печат на Слободна ТВ. Сите родители кои што имаат деца со срцеви проблеми треба да бидат сигурни дека нивните деца се во сигурни раце, ќе се направи се да се спасат и да имаат мирно детство, а подоцна и среќен живот. Вие имајте убав ден и останете со програмата на Слободна ТВ.